Американско-рускиот самит меѓу председателите Џо Бајден и Владимир Путин, закажан за 16 јуни во Женева, ќе се одржи веднаш по самитот на НАТО во Брисел. Лидерите ќе дискутираат за прашања од заеднички интерес, како контрола на оружјето, климатските промени и иранската нуклеарна програма. We will also plan to raise Belarus and convey our grave concerns. Во изминатата недела, председателот на Белорусија Лукашенко, сојузник на Путин, нареди комерцијален лет да биде принудно слетан во Киев, при што беше уапсен новинарот Роман Проташевич. What Lukashenko did was outrageous. It was an act of air piracy or air terrorism. So there has to be a penalty. And I believe the EU reacted uncharacteristically quickly and strongly by talking about banning EU airports and EU airspace to Belavia, the Belarusian airline. That's a significant sanction. Москва демантира вмешаност, а Бајден го осуди инцидентот и изјави дека го поддржува белорускиот народ во битката за демократија. Но некои републиканци велат дека тоа не е доволно. Оценуваат дека наместо Путин да биде третиран како гангстер, Бајден му го дозволува гасоводот Северен тек 2 и со самитот ги легализира неговите постапки. We don't regard the meeting with the Russian president as a reward. We regard it as a vital part of defending America's interests. And President Biden is meeting with Vladimir Putin because of our country's differences, not in spite of them. Соединетите држави со години работеа да го блокираат Северен тек 2, кој оди од Русија до Германија. Беа воведени и санкции против руските компании што го градеа. Но беа и земени германските, со цел да се подобрат трансатлантските релации. The Biden administration has to really bring on the Europeans, particularly the Germans. Russia's tactic always has been to weaken the transatlantic relationship, weaken the West, and divide Europe. And now this is the time for Europeans to pull together and support the Biden effort. Според Белата куќа, Бајден ќе го покрене и прашањето за руската агресија спрема Украина, но и ќе настојува да ја обнови предвидливоста и стабилноста на американско-руските односи.